Владата и денеска повтори дека ќе го прифати секој договор што ќе го постигнат синдикатите и работодавачите во врска со минималната плата. Синдикатите и работодавачите засега немаат заеднички став. Представниците на синдикатите бараат минималната плата да се усогласи со трошоците за живот, додека работодавачите се повикуваат на продуктивноста на трудот и реалните економски можности. Разговорите се очекува да продолжат следните денови. Владата апелира на конструктивен диалог и брзо изнаоѓање на компромис што ќе биде одржлив на долг рок. Во последните 14 години, кириите во Европската Унија пораснале за 26,7%, додека цените на становите се зголемиле за дури 55,4%, покажуваат податоците на Евростат. Овој тренд укажува на се поголема недостапност на домувањето за голем дел од населението. Најголем раст на кириите е регистриран во Естонија со над 200%, пошто следат Литванија и Унгарија. Од друга страна, Грција е единствената земја каде кириите паднале, за 13% во истиот период. Кога станува збор за цените на недвижностите, повторно предничи Унгарија со скок од 234%, а следи Естонија со 228%. Единствен пат на цените е забележан во Италија, каде становите поевтинеле за 4%. Експертите предупредуваат дека ваквите трендови можат да доведат до социјална нестабилност и повикуваат на мерки за подобрување на достапноста на домувањето. Политиките треба да се фокусираат на заштита на ранливите групи и одржлив урбан развој. Студентите од Медицинскиот факултет во Нови Сад му се обратија на председателот на Србија, Александар Вучик, преку социјалната мрежа X, истакнувајќи дека влезот во одделението за интензивна нега мора да биде одобрен од лекар, кој ја проценува епидемиолошката состојба и состојбата на пациентот. Тие му порачаа на Вучик дека не е надлежен за такви одлуки и го повикаа да се консултира со професорот Мацут за повеќе информации за правилата во интензивната нега. Оваа реакција следува откако Вучик изјави дека самостојно влегол во одделението за интензивна нега на Универзитетскиот клинички центар на Србија, каде се сместени пациентите повредени во пожарот во Кочани. Тој нагласи дека никој не го спречил и дека тоа било негова лична одлука. Студентите претходно поставија барање за одговорност поради неовластеното влегување на поединци и новинари во одделението за интензивна нега. Вучик, пак, изјави дека шестото барање е исполнето и дека тој сам го направил тоа, преземајќи ја вината на себе. Овој случај предизвика дебата за протоколите и надлежностите при посетите на пациенти во чувствителни одделенија, како што е интензивната нега, особено кога станува збор за високи државни функционери. Американскиот председател Доналд Трамп и рускиот председател Владимир Путин изразија недоверба кон украинскиот лидер Володимир Зеленски, посакувајќи негова замена. Трамп на 19 февруари изјави дека рейтингот на Зеленски паднал на 4%, додека Путин 5 дена подоцна го поддржа ова тврдење, истакнувајќи дека рейтингот на Зеленски е двојно помал од оној на неговиот можен ривал, Валери Залужни. Сепак, анкетите на Меѓународниот институт за социологија во Киев покажуваат дека популарноста на Зеленски пораснала од 52% во декември на 57% во февруари. Критичарите го обвинуваат Зеленски за ограничување на слободата на говорот и неуспех во спречување на корупцијата, особено по смената на Залужни во февруари 2024 година. Валери Залужни, поранешен врховен генерал и актуелен амбасадор во Велика Британија, се смета за сериозен конкурент на Зеленски со рейтинг од 62%. Сепак, тој изјави дека нема да се кандидира за председател додека трае војната, нагласувајќи ја потребата сите да работат на спасување на земјата. Според украинскиот устав, одржување избори за време на воена состојба е забрането и логистички невозможно. Доколку се потпише прекин на огнот, председателските избори може да се одржат 90 дена по завршувањето на воената состојба, но ќе биде потребен попис за да се утврди точниот број на гласачи. Во текот на ноќта, Русија изврши напади со беспилотни летала врз украинскиот главен град Киев и јужниот град Миколаев, при што беа повредени најмалку 12 лица, соопштија украинските власти. Во Киев, 2 жени се повредени кога дроновите предизвикаа пожар во магацин и оштетија станбени згради, информира градската воена управа. Украинските воздухопловни сили соопштија дека собориле 85 од 145 беспилотни летала лансирани од Русија во текот на ноќта. Дополнително, 49 други не успеале да ги постигнат своите цели, најверојатно поради контрамерки од електронско војување. Во Миколаев, 10 лица се повредени во нападите, а оштетени се 9 станбени згради, 30 гаражи и една административна зграда, изјави регионалниот гувернер Виталий Ким.